Родителите се пожалиле до Министерството за образование и наука дека нивните деца добиле оштетени учебници. Поради ова, Министерката за образование Весна Јаневска потсети дека секое училиште има законска обврска да формира комисија која ќе ги прегледа учебниците што се враќаат од учениците од претходната година, за да процени дали тие се во добра состојба за да им се предадат на следната генерација или треба да се заменат. Јаневска упати апел до училиштата да пријават ако имаат потреба од ново издание на учебници, со цел учениците да бидат мотивирани да учат од неоштетени учебници. Под надзор на директорот на училиштето треба да ги издвои на страна и потоа од МОН, од Министерството за образование и наука, да побарат тие учебници да бидат обновени, односно да се обратат до педагошката служба во склоп на Министерството за образование и наука и во отворен електронски систем да пријават колку учебници им недостасуваат за ние да може да набавиме нови учебници. Јаневска најави дека до 1 септември ќе бидат подготвени сите учебници, вклучително и оние по странски јазици од 1 до 9 оделение. За 7 оделение ќе има нови учебници според новата програма. И оваа година ќе има полн тираж за 7 оделение во целата држава, нови учебници по нова програма. Нови учебници по нова програма ќе има и за 1 клас гимназиско и тие процедури се при крај и ние веќе сме подготвени да почнеме со се што е потребно за на 1 септември учениците, училиштата, наставниците да бидат спремни. Инаку во учебната година што заврши има околу 17.000 ученици помалку во основното и средното образование во споредба со пред 7 години, што главно се припишува на иселувањето. Според МОН, околу 5.000 студенти од Македонија студираат на странски универзитети.